Добре дојдовте во процес. Состојбата со загадувањето е алармантна и бара итно преземање на мерки. Што е она што треба да се преземе? Зошто надлежните не го слушаат гласот на народот? На оваа тема разговараме со Кирил Пржов, биолог, еколог, и Невена Смилевска, проект координатор и активист за клима во Екосвет. Добре дојдовте. Од последниот протест изминаа неколку дена, а ништо не се промени. Секојдневно добиваме различни информации. Какво е загадувањето, степенот на загадувањето, некаде се мери, некаде не се мери, но загаденоста всушност се чувства, едноставно не се дише. Колку е всушност загаден воздухот? Знаеме ли што дишеме? Повели. Благодарам. Таму каде што има мерни станици знаеме што дишеме. Знаеме дека дишеме, например, пред некој ден во Скопје во ноќните часови 500 и нешто микрограми на метар кубен честички посетни од 10 микрометри. Што и да има во тие честички, тие не смеат да бидат таму. Значи, се тоа што го дишеме, останува во нашите бели дробови, барем одреден дел. Колку и да остане, е многу штетно. На прашањето дали знаеме... Точни ли се тие мерни станици? Како што реков, ние имаме само една опција, а тоа е да веруваме на државниот систем за мониторинг на квалитетот на амбиентален воздух, и ако ја користиме империјата и до сегашното искуство на темата колку може да веруваме на раководството во државата, постои секогаш може да се стават тие единици вредности на знак прашање, но бидејќи немаме друга опција, а ако сме демократи треба да веруваме на системот, тоа според тоа што го прикажуваме, ние треба да живееме во незагадените градови во Македонија, туку да дишеме најзагаден воздух некогаш забележан на планета Земја, што и во двата случаи мора сме загрижени. Владата донесе едни многу непопуларни мерки, бремените жени и хроничните болни да не излегуваат од дома. А вие велите дека се потребни итни мерки. Кои се тие итни мерки што треба да се преземат? Јас да ги кажам, значи итните мерки, исто како и среднорочните мерки, во неколку сектори треба да бидат, во неколку сектори треба да бидат поделени, значи препораки беа дадени за индустријата, што сметам дека не е доволно. Значи ниво на препораки не е доволно во ваква ситуација. Во ваква ситуација одите на терен и затварате таму каде што гледате дека чади практично. Од аспект на индустријата, значи привремена забрана за работа за индустријата било со А, било со Б интегрирани дозволи, која што емитува повеќе од дозволеното. Во секторот за градежништво, кој што не беше опфатен на ниеден начин со мерките кои што беа предложени ниту од Министерството, ниту од владата. Не сум сигурна за Министерството, ќе ме поправи Кирил ако сум пропуштила. Значи, во однос на градежништвото, задолжителна примена на мерки за заштита од емисии на прашина на објектите, спроведување редовна инспекција од страна на надлежните општини, и привремена, значи во услови кога е екстремно загадувањето, привремена забрана на активностите кои што се така наречени земјани активности, значи кои што емитуваат прашина практично. Може да се лепат плочки, например, меѓутоа не може да се, сега јас вака лаички малку, не сум од градежниот сектор, не може да се копа, например, бидејќи со тоа се емитува прашина. Значи, тоа би требало да се ограничи и да се планира соодветно за периоди кога знаеме дека ќе биде помало загадувањето. Од друга страна, сообраќајот, кој што исто така не беше покрај тоа што Министерството за животна средина предложи да се направи мерка за сообраќајот, владата не ја прифати и во владините мерки не беа вклучени не беше вклучен сообраќајниот сектор. Значи, граѓанските организации кои работат животна средина со поддршка на активистите сметат дека е неопходно да се направи план за режим на сообраќај во услови кога ќе се надмине загадувањето. Значи, штом се надмине загадувањето, таков план на сообраќај да стапи на сила веднаш. Сега ние не таква мерка имаше пред повеќе години, јас се не беше сеќавам од аспект на животна средина таа мерка, нели тоа беше кога немавме доволно гориво, меѓутоа ама сепак бе изводливо да се направи.
Знаеме дека изводливо сега колку чинело, колку треба дополнителни со оглед на тоа што сега имаме значително повеќе возила, колку дополнителен кадар ќе треба за тоа да го регулира во сообраќајот. За тоа треба да се направи таа студија. Да, ма економскиот и здравствениот бенефит се многу поголеми. Секако е поважен, дури дури и да не е економскиот бенефит толкав, сепак приоритетно е граѓаните да бидат здрави. Економскиот бенефит се одразува и кај здравствените услуги, секако. Нормално. Значи, А кои се тие долгорочни мерки? Има ли оваа држава стратегија воопшто? Вака, тоа што го не е системски мрежано, како правила или правилници донесени акти, одлуки, не може да не бидат многу вариабилни во овој период, бидејќи увидувавме дека иако постојат закони за глед на метален воздух, загаданост на почва, на вода, контрола на индустриите, видовме дека тоа не функционира, така да не треба толку да се оди на папирологија, туку на дејства да сути. Баш така, да. Да направиме аналогија, бидејќи новинар кој работи медицинските здравствените прашања, загаденоста во Скопје или во Македонија треба да се гледа кога имате пациент пред вас, имате болен човек и прво вие што правите, му мерите притисок, му земате крв, му правите диагноза и отпосте започнувате со мерки. Започнувате со мерки за негово подобрување. Така да една работа што мора да се напомене е дека пред да почнеме со било какви мерки, тоа го кажам приватно го изнесувам, е да се направи целосен мониторинг нов на загадувањето на воздухот во Македонија. Независен и без подкрепа со државниот апарат. Значи, позад различни начини на работа, преку мобилни независни експерти, мобилни мерења на индустријата, мерење на домаќинството, во кои ќе се утврди одново колку е загаденоста, бидејќи и кои се загадувачите, и од што е загадување. Токму така, и да имаме ние систем кој функционира, во Македонија постои голема можност да тој систем не е целосно активен, не функционира, но и да би функционирал, ние пак треба да земе второ мислење, исто како што пациент иде на второ мислење, така град Скопје треба да се побара второ мислење за тоа што е загаден. Пред да почнеме да правиме било што, мора да бидеме сигурни кој не загадува и колку не загадува. Тоа нема некој огромен долготраен процес, тоа со нови технологии тоа може да се направи во период од 3 месеци. Иако би ја пририпале ние ова сезона на топлење, на грење, како што велат дека се поголемите загадувачи топлинските грејните тела, но од понатаму би знаеле за сигурност, ако веќе сме загадени, барем да се осигураме наредна сезона, знаеме кој не загадува, да се направи тоа мапа, да биде инспекторот спремен за работа, така натаму, значи да не се почне од топачки. Моја препорака е да се почне со тоа што основата, значи како при болен човек, прво да му измериме на загадувањето во Македонија, па после да измериме кои мерки ќе преземеме. Бидејќи оваа ситуација е алармантна и е вонредна ситуација. Ние не употребуваме тој збор бидејќи вонредна ситуација ги потсеќа луѓето на малце по радикални непријатни ситуации, но тоа е зборот. Нашите колегите од за нас се работи од Битола коалицијата, ова го споредуваат со национален пожар, со поплава, со земјотрес, така да од таа група на настани е и загадувањето во Скопје, но мора да се почне прво со поставена биомониторинг. Во принцип оваа држава и тешко прогласува дали епидемија на грип, дали воредна состојба на воздух или не знам што. Најмногу си патиме ние од проформес решенија. Они како што делуваат, барем ова раководство, не може да зборам за претходните бидејќи се наоѓаме сега. Ова раководство многу проформес ги поставува ситуациите, а со тоа и решенијата и резултат на тие проформес избрзани или не аргументирани решенија. Интересно е што секогаш власта неодамна одговори дека па и претходно имало загадување, а сега ги знаеме, нели, бројките само заради тоа што тие донеле мерни станици. Секоја чест. Значи секоја чест што ги поставија станиците, меѓутоа мора да се направи нешто. Ама тоа е политички одговор. Апсолутно е политички. Политички е проблемот. Мора да се направи нешто за да се реши проблемот. Се согласувам со Кирил дека е неопходно, се извинувам што му упаднав во збор, се согласувам дека е неопходно да се направи студија, меѓутоа не мислам дека студијата во оваа ситуација е тоа што треба да го правиме. Значи, малце да намалиме од загадувањето, да дојде, да може да се дише, што сега не се дише, нели? А плюс тоа е процес, дека се направи и после да почнеме да ја правиме таа студија, меѓутоа во моментов нешто да направиме, значи дали ќе возиме помалку коли, дали ќе прогласиме ден без автомобили или не знам, ќе исклучиме половина од автомобилите со пар непар.
ќе ги исклучиме оние кои што не почитуваат стандарди под евро 4 што се. Значи има бесконечно многу мерки кои што може да се Има ли пилот во авионот во оваа држава? Работи ли инспекцијата? Оди ли на терен по депонии, каде се палат гуми? Ова го зборам на страна од индустријските капацитети. Овој авион нема пилот, не е автопилот. Овој авион сега атерира кон земјата, кон тлото, со брза брзина од тој аспект на гледање, и целата работа е што наместо да се превземе нешто, излегоа различни организации, институции, деловни и државни, кои се обидоа да го измијат образот на поради нивната неактивност. Јас сега ќе спомнам неколку изјави што за мене се далеку од умот и од било кој разум нормален. Например, Стопанска комора на Македонија да се ги зачува и да се ги заштити своите корисници, односно они кои нудат нови возила на пазарот, зема да ги обвинија дека луѓето што возат, например, стари автомобили увозени од Бугарија или од Крива Паланка, тоа била причината. Под излегува некои други да речат дека не, например, Бюро за енергетика не е проблемот за колите, биле проблемот дека луѓе не се граат на парно, да се зачуваат својот капитал, така да ова е апсолутен тезгарски аспект на решавање на проблемите. Политичките партии се караат меѓу себе, да, кој што направил. Значи тие дискусии од типот луѓето се гушат. Се гушиме сите всушност. Не е иста, тоа е најинтересниот дел. Не е иста теза што ќе правиме сега и не е иста теза дали било Скопје или Македонија порано загадено. Што значи тоа? Дека во Јудеја ја каменувале Марија Магдалена, сега ние треба да каменуваме луѓето. Каква е таа компарација? Мислам, надвор од памета, не се преза ништо, само се троши време. И се пимпла дори не дојдат празниците во кои луѓето ќе бидат фокусирани повеќе кон семејството и кон трошоците. Иако воздухот што си го дишат уште ќе биде во белите дробови, во храната што јадат, пошто тоа се таложи, се преципитира, во водата, во бунарите, така да ситуацијата е таква како што е. Загадена е цела држава, најалармантно е Скопје, Тетово, да, Битола. Вчера гледав и Кавадарци, не е нешто помалку, не знам каква е ситуацијата со фени, бидејќи тие кажаа дека ставија филтри, можеби имате некакви информации. Југохром најави дека во наредните 2 месеци ќе ги изгасне печките. Ќе биде ли доволно тоа? Беше приморан. Ќе биде ли доволно тоа? Не би можела да спекулирам, навистина. Се надевам дека ќе онаму каде што се поставени мерки, односно каде што се воспоставени некои мерки, дека ќе имаат некаков резултат. Меѓутоа останува да видиме, навистина не би можела да спекулирам, особено затоа што грејната сезона се уште трае, а голем дел од граѓаните, односно од домаќинствата, особено оние кои што се во индивидуални куќи, се греат на огревно дрво. Огревното дрво, како што знаеме, и покрај тоа што е делумно обновлив ресурс, значи го сметаме за обновлив ресурс, меѓутоа многу споро се обновува. Во ниеден случај не можеме да речеме дека е еколошко гориво. Значи категорично тоа го опонирам. Бидејќи емитува многу. Да го потребам само тврдењето на Невена, да не биде дека целосно влегуваме во шпекулации. Бројот на ложишта, например во Скопје, во периодот од 70 на навака е намален, бидејќи многу од луѓето се приклучиле на централно парно грење или други извори на енергија. Со уште дава уште еден прашалник за тоа кај потекнува загадувањето во Скопје. Значи тоа за тоа не треба да си ти некаков си неверојатен експерт или научник, да имаш сонди, дигитални мерни станици, која самиот можеш да процениш дека иако бројот на луѓе на население во Скопје де факто е зголемен, таа бројка од 550.000 жители што е стара 16 години веќе од последниот цензус за мене е апсолутно релевантна. Ја мислам дека Скопје во период од септември до март е милионски град. Сметајќи сите луѓе што доаѓаат тука и привремено и постојано живење, така да иако бројот на жители е зголемен, бројот на ложишта е намален, со тоа што пак ги отвара прашањето од кај доаѓа енергијата која користат тие домаќинства, но пак треба да се разгледа, да не се, значи во Македонија се патиме не од прередување. Зашто не живееме средина? Енергетика, социјална и политика се три различни теми кои помеѓу себе кои не секогаш функционираат како систем на поврзани садови. Начинот на кој се решаваат тие три проблеми многу тешко може да се донесат до заеднички консензус и заедничко решение. И затоа оваа тематика е дебатлива не само во Македонија, туку и во цел свет, и затоа треба внимателно и детално да се анализира, бидејќи
енергетиката и заштита на животна средина не секогаш ќе ракат по рака и секогаш тука потекнува и социјалниот дел. Например, затвора Југохром имате невработени. Така. Се оди на Се бунат невработените. Значи, Исто беше треба и со Фени. ова е неверојатно осетлива тема и сега кажам, значи, што е најголемиот проблем во Македонија? Не е најголем проблем, ќе само ќе на краток, не е најголемиот проблем во Македонија загадувањето. Проблемот во Македонија е што имаме ние елементарно непознавање од областа на екологија и животна средина кон општото граѓанство. Не се виновни луѓето, виновен е системот. Ја имав таа среќа или несреќа во последните 6 години да патувам низ Македонија, во сите градови и во села, во основни училишта, и урбани и рурални. И на прашањето што е екологија, деца одговараат на ден на дрво садиме дрва или го очистиме школата до 23 септември кога да процедне на екологија. И сега значи автоматски луѓето немаат значи не знаат кое е значењето на екологијата или што е значењето на животна средина, кои нашите права и како ние патиме. Значи додека екологијата се гледа како некоја викенд активност, нешто што може за 5 минути се научи преку Википедија, како некоја забаталена работа настрана која сите може да прават, а не се смета како за наука со своји принципи и методи, дека во Македонија има луѓе и невладини организации и државни институции кои го работат тоа е производно. Значи, имате луѓе што не знаат кои се нивните права, не знаат што е загадување, некој ги загадува, они се неактивни. Не знаат дека од суштинско значење. И нема поголем проблем. Значи ние можеме значи како луѓето ќе перцепираат дека се загадени ако ние немаме основна едукација. Не е тоа од аспект на подигање на свест, тоа е здрав разум. Ми интересираше Од друга страна, да дополнам, од друга страна се зема секогаш се дава приоритет на економските прашања. И тука кога спомена Кирил енергетиката, значи енергетиката секогаш е ставена пред животната средина. Значи тоа веќе во било која модерна држава не се прави во ниеден случај. Европска унија има план до 2050 година да се декарбонизира 80 до 90%. Значи да не користи фосилни горива, значи да не користи бензин никаков, ништо што е од нафта, ништо што е од јаглен, значи никакви фосилни горива. Во тој контекст ми интересираше горењето на гумите. Значи соами на владата Фени, сега не знам Југохром или другите, дали користат. Значи тие увезуваат гуми од Грција и горат. Штетни ли се? Штетно ли е? Значи напоменам, значи повеќе големи индустрии, исто од не толку големи, но и други индустријски објекти во Македонија користат како енергетски ресурс стари гуми кои се увезуваат и дел од нив се меднати во самата метода за обработка на примарната субстанца која они обработуваат. Значи нив по стандард они како гориво користат гуми. И дел од тие дури имаат објемно интегрирани дозволи за работа. Имаат, лично бев во Фени и ме убедуваат дека не се штетни по здравието на луѓето. Тие се штетни, но се во границите на загадување, но па кажам, ако тие што не гледаат сега имаат толку голема доверба во ова раководство, па нека сами нека пресудат. Било кое раководство да е, треба да се грижи. Апсолутно. Секако, не сме ја видела интегрираната дозвола на Фени, со тоа во нашиот сектор се занимава фронт 2142 повеќе. Меѓутоа имам слушнато дека стои во нивната дозвола дека можат да одреден процент да користат гуми. И сега од друга страна некои информации имам дека доколку на многу висока температура се спалуваат гумите, па и не е толку проблематично. Сега не би можела да спекулирам каде е вистината. Да го имам паушали. Да, не би можела да спекулирам каде е вистината, да. Иако со статистика малку сме за никаде очајни. Според Светска банка, значи годишно 1350 смртни случаи предизвикани од болести на дишните патишта во Македонија. И што е пофрапантно, Министерството за животна средина не одвојува средства за заштита на квалитетот на воздухот. Министерот за животна средина поранешен, кој сега е министар во еден друг ресор, не на јавна расправа го почна првите најави за проектот за нови енергетски инсталации, во кои беа предложени веќе за среќа укинатите Луково поле Бошков мост на прашање од новинар од Албанија што ви е поважно, екологија или енергетика. Во таа форма се беше прашањето, не го парафразирам. Он даде изјава дека додека мислиме на екологијата, ништо нема да биде од економијата. Таков човек, со тој став е Министерството, чии тесен ресор е заштита, ние што може да правиме друго?
Да го прекрстиме министерството. Да се прекрстиме се да си нешто да си направиме независно министерство, не знам што друга да работи. Ајде да зборуваме малку за зелените површини. Во последните години беа исечени многу дрвја. Мислам дека ќе бидеме запаметени. Градсков ја викаат само 2000 дрва. За сметка на тоа тврдат дека имаат засадено петоцифрена бројка на дрва. Да, дрвја на кои што им треба време и какви дрвја се. Колку урбаното зеленило влијае на климата? Значи, урбаното зеленило како такво е нешто што тука се и тревните површини. Значи во урбано зеленило, сега да не навлегувам во дефиниции, се подразбира се што е растително во една урбана средина. Паркови, парк шуми, дрвореди, зеленила, општи зеленила, тревести површини околу урбани заедници така натаму. И уште од почетокот на претходниот век во многу светски метрополи, односно конкретно европски, се вовеле правила за раководење на урбаното зеленило од повеќе аспекти. Значи неколку аспекти ќе спомнам, ако ги спомнам веќе народ ќе општо познат криде за агентството, а тоа што заштитуваат од преголеми сончаност, намалуваат температурата, зголемуваат влагата, со своите крошни дрви или се дрвата ги прелепуваат сите крупни честички за нив. Потоа многу од нив служат како биоакумулатори, односно сите токсични материи они ги зимат и ги складираат во себе. Ја намалува општа температура, ја регулира микроклимата во една урбана зеленица и така натаму. Значи урбано зеленило како такво е многу важен феномен за една урбана зеленица и од секогаш бил. Не од сега, и претходно луѓето градовите ги правеле поред реки, близу планини, зашто планинскиот воздух го разладува градот и така натаму. И во Скопје конкретно бил еден град од апсолутен светски пример за тоа како некој се грижи за урбаното зеленило. Ќе осумам само водно, јас неколку пати имам пишувано текстови за водно, особено водно почна да се сече заради таа една неверојатна атракција скопска 4-минутна вожење во гондола. И подоцна го се правеше новиот пат за Сончев град. Водно е апсолутен пример за тоа како човекот може да придонесе кон урбано зеленило од повеќе аспекти. Како што знаете, водно не бил од секојаш пошумен и само една страна од водно е пошумена. Значи се што гледате вие, парк шума водно е антропогено потекло. Човекот е направил шумата во водно. Водно бил голорит, типичен за Скопската котина, како што се Зајчев рид, Кривдол, Рачиново, така натаму. Значи тоа бил еден голорит, но луѓето да заштитат природата, си го подобрат својот живот и квалитетот на животот во луѓето, они решиле да направат водно. Прво преку преградени некои ѕидови метонски кои се уште се гледаат кај лозјата на средно водно и потоа со систематско пошумување да сега веќе водно представена вистинска стара шума. Значи тоа било во 50-те години, насадиле дрва, разнородни, значи не само еден вид на дрво, ја конфигурирале планетата да може да функционира природно, да се насели со жив свет, со птици, со инсекти, со мали цицачи, со тоа што Скопје ќе биде заштитено од ветрови, од така наречена еолска ерозија, водно се вика водно пошто понира вода во него, да не би се поплавиле тогашните градски павчи, бидејќи Скопје бил град на павчи, дрвјата и го заштитува од водена ерозија и притоа се добило парк шума за рекреација, за зголеми видови за така натаму. Ако станете вие на Крстовар врвот, ќе видите дека кон Скопје има шума, ако погледнете кон Сонји Сопиште нема. Значи тоа е направено со поента, направено со идеја. Потоа сите канали кои биле за наводнување на површините, да би се заштителе од поплави, нивите, Скопско поле, Пелагонија, има едно тополи, има едно врби, така натаму, кои подоцна, кога ќе дошло време дека тие веќе пречат, тек тоаш били искористувани за дрвна индустрија и тие изработени средства биле давани на оние кои нема. Значи си има еден совршен циклус во кој сите биле задоволни, да се разбереме. Природен систем. Апсолутно природен систем или кога што може да биде повеќе човекот вклопен, инкорпориран како таков. И сега што да се случи? И населбите, пример, Карпош 1, 2, 3, 4, новите населби во кисела вода во 50-те години намерно биле проектирани со паркови, со зеленила, не за џабе, не дека немале луѓето што да прават у животов. Во Македонија се случува сега обратно. Има апсолутно неконтролирана штета, легална. Не е проблемот нелегалната сеча што прават, туку проблемот е легалната сеча. Значи, огромни квоти несечени на дрва, непотребни, не е системска или хигиенска сеча, така наречена кој што викаат шумарите, туку е апсолутно гола сеча, кој во Амазон до корен сечи све. Тоа го прават ради наводно делење на дрва за социјалните случаи, извоз големување на економијата и тоа не е проблемот што се сече само во урбани заедници. Проблемот што се сечат и надвор од урбаните заедници, дека квалитетот на микроклимата на урбана средина зависи и од надворешноста, значи нека не живееме ни у капсула или циклус некоја биосфера. А Македонија е мала држава, така да апсолутно да, значи Македонија, шумите во Македонија
од секогаш биле важни и од секогаш биле признани и заштитени. Значи уште во 20-те години кога првите истражувачи доаѓаа да ги истражуваат шумите во Македонија. Но системот се поправа. Пелистер била на шума, кога има една фотографија од 23-та година, некој германски, пруски ботаничар сликал. Пелистер бил целоисочен. Пошто луѓето биле од Немаште, ја сечеле баба планина, си прават куќи. Но ете, со текот на заштитата, Национален парк Пелистер повторно го враќа својот изглед како што некогаш бил. Значи, може да се поправат, но ако веќе некој толку време работел, или ако самата еволуција работела со илјадници години создала оваа природа, неисправно сечење дрво е апсолутно бескрупулозно. И сечено и Скопје, на многу зелени површини има паркинзи. Постојат ли некои стандарди, светски стандарди, европски, како, на колку растојание тие дрвја да бидат? Постојат. Мислам. Има некои урбанистички стандарди, не ги знам баш бројките, мислам дека 8 за таа работа, пак ќе кажам, квадрати околу, треба да има. Бидејќи како што знаете, оваа тема како било кој други се е релативно покомплексна, се толку едноставни да чифтек, туку си има повеќе решенија и во Европа го даваат европскиот минимум и европскиот максимум, бидејќи не секоја урбана средина е униформна, така. Например, најмало е например во некои приморски градови во Италија, кај што се мали средновековни кастели, така немале многу шума. Има ли некоја држава вака толку што сечи дрвја? Легално? Па во урбани да се места. да се пофалат нашите соседи например вака. Тука сме со соседите. И не дел од југословенските, од екс-југословенските држави да вака, например Босна, Албанија. Многу популарно стана Така, сечењето. по овие такви делатности, тие сме да. Има постои европски просеки, препорачани. Една партија која веќе сега не е во коалицијата предложи закон лани, мислам дека е лани или Мислам полу. дека сега пак нешто го. Сега повторно по тој пратеник што сега независен го активира закон за урбано зеленило, кој морам да кажам дека е фино склопен. Тој е заглавен во тие законодавни лабиринти, но ако би приспливал на површина, мислам че дека ова се било заборав. Така, освен законот за заштита и унапредување на урбаното зеленило кој што треба да се донесе конечно. Значи долгорочна препорака во однос на урбаното зеленило кој што ние ја даваме како граѓански организации е секако максимално сачувување на постоечките зелени површини и засадување на нови возрастни дрвја, како што спомена Кирил, дека возрастните дрвја има значително подобар капацитет за филтрирање на воздухот. Една креативна мерка би била давање на бенефиции на инвеститорите кои што на своите парцели ќе постават зелени површини кои што ќе може да бидат за јавно користење. И уште една креативна мерка на која што вообичаено се воодушевуваме или во странство кога ќе отидеме, засадување на зелени ѕидови, секаде каде што е тоа можно. Значи дали ќе бидат тоа кровни градини или ќе бидат зелени ѕидови или ձидови со мов или има нели сега многу нови концепти урбанистите за тоа повеќе би требало да знаат, а доколку не знаат треба да нели малце покреативно да пристапат на својата работа. Добро, што ќе биде следно? Вие како активисти, како невладини организации сте двигатели на сите овие општествени промени, да ги наречам. Граѓаните малку потешко се откажуваат од својот комодитет да излезат од дома, значи и протестите се дел од тоа, ваквите интервјуа, изјавите што ги давате, информациите. Што планирате следно? Оваа година На некој начин ја преземате улогата што треба да се ја врши државата. не само улогата, го влекуваме во дуели. Оваа година беше година на големи порази и мали победи од областа на заштита на животна средина. Колку и да беше прва работа дека кон никогаш порано, мислам, прем кога што сум ја свесен, не била јавноста фокусирана кон темата заштита на животна средина. Почнувајќи со активностите кои што траат годинава, една мала победа е укинувањето на новите енергетски инсталации на Луково поле и на Бошков мост, што се запрени, односно кинати, со што би се возможело повторно расти Не се 100% укинати, ама се стопирани. Стопирани се, со стопирани се. Реков мали победи. Да не зборуваме пред рак. Да, има и други што би сакале да инвестираат некои други роеви, така. Потоа со тоа што се фокусираше јавноста кон природните богатства кои вистински ги поседува Македонија и што јавноста стана тренд, така, некаков си моден, некој си тренд да луѓето ги например од мојот аспект да ги посетуваат планините,
планирање стана многу модерно, а само така човек може да се запознае, да не разбере. Значи човек затворен во едно секојдневие, во пиење кафиња, ручеци од бар многу малку има чувство за тоа што од кај му доаѓа неговиот живот, ама де факто живот, не живот како оплодување, така да мислам дека беше година на големи порази, на мали победи и ќе влеземе од 2016 со малку поотворени очи кон проблематиката. Значи, што мислам јас дека треба да се направи во наредниот период? Сега ситуацијата е ваква каква што е, значи загадувањето е нешто што е долгорочен проблем, кој што не може да се реши преку ноќ. Меѓутоа, се плашам дека ќе се случи истото што се случи минатата година и истото што се случи предминатата година, дека во моментот кога ќе заврши грејната сезона, граѓаните одеднаш ќе го загубат интересот за борба за чист воздух. Тогаш доаѓа нашата најтешка работа практично, бидејќи во тој период ќе треба да се подготвиме за наредната грејна сезона. Затоа што наредниот октомври нема ништо подобро да биде, доколку ние сега не земеме и не сработиме се што треба. Значи сите системски долгорочни решенија да ги примениме. Сите што е можно да се применат во рок од една година да се применат. Дали тука ќе направиме зајакнување на контролата на индустријските капацитети, па они до следната година да имаат веќе навика дека мора да работат по стандардите, дека не може да си дозволат да исклучат филтер или нешто такво. Да инвестираме повеќе во енергетска ефикасност, затоа што енергетскиот сектор придонесува со 71% од загадувањето во Македонија. Доколку ја зголемиме енергетската ефикасност, ќе трошиме помалку енергија. Ако трошиме помалку енергија, помалку ќе загадуваме. Значи рек битола нема да има потреба толку многу да ги загадува битолчани, ќе можат да дишат. Они сега од рек битола не може да дишат. Не се сигурни дали е само од рек битола и дали е можеби од индивидуалните ложишта во битола, бидејќи во битола немате друга алтернатива освен со дрва да се греете или со струја која што пак доаѓа од рек битола. Така што да намалиме количеството на енергија што го трошиме, за да можеме да дишаме идната година. Од друга страна, да инвестираме малку повеќе во обновливи извори на енергија. Во моментов, за поздрав е тоа што Министерството за економија дава субвенции за топлински сончеви колектори, значи за топла вода. Меѓутоа, таква мерка не постои за фотоволтаици. Зошто кога веќе ќе ставате нешто на вашиот кров, ако е тоа колектор за топла вода, зошто да не ставите и фотоволтаик па да користите сопствена струја, значи децентрализирано производство на електрична енергија. Од друга страна, може да се стимулира вградување на топлински пумпи. Тоа до сега не ниту еден документ од областа на енергетиката, јас не сум го сретнала, доколку има експерти кои што го имаат ставено тоа таму и можат да ме коригираат. Значи, стимулирање на вградување на топлински пумпи. Топлинските пумпи се апсолутно еколошки и се погодни токму за оние домаќинства кои што сега се греат на дрва. Значи, за индивидуални куќи. Топлинската пумпа не е многу поволна во моментов се уште за згради, меѓутоа за индивидуалните куќи ќе има значително подобрување доколку индивидуалните куќи се преориентираат на топлински пумпи. Сега тоа не е ефтина технологија, нели? Меѓутоа затоа велам треба да се направат субвенции за тоа. Тоа ќе се зголеми од друга страна, ќе се намали и енергетската сиромаштија, бидејќи енергетска сиромаштија кај нас се смета дека во енергетска сиромаштија живеат само социјалните случаи. Меѓутоа тоа не е точно, бидејќи енергетски сиромашен граѓанин според научните дефиниции е секој граѓанин кој што не може да се го затопли целиот дом. Значи, ако вие сте приморани да греете само во дневната соба и во детската соба, а спалната соба не може да се загреете, вие влегувате во категорија на енергетски сиромашни граѓани. Или пак, нели, го греете купатилото само кога треба да влезете во него. И во тој случај влегувате во категорија на енергетски сиромашни граѓани. Добро, пред нас е една година во која што власта која и да е треба да си ги засука ракавите, ние граѓаните малку да ја зајакнеме свеста на повисоко ниво. Јас ви благодарам. Добро, цени празници.